Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. За почеток ви благодарам за бројните и убави коментари на мојот вчерашен монолог, ако така смеам да го наречам на почетокот на вчерашната емисија. Наистина сметам, и тоа ќе го повторувам и понатаму, дека крајно време е да почнеме да разговараме меѓу себе, да почнеме да се сослушуваме и со тие што се согласуваме, уште повеќе со тие што не се согласуваме, бидејќи тоа е начинот, постојаните критики, постојаните навреди и, би рекол, недораснати обиди да глумиме демократија преку изживување на социјалните мрежи, нема да не однесат никаде. Во меѓувреме, 1 април, денот на шегата, сметам дека бевме сите на еден многу интересен начин насамарени, за тие што не знаат. Вински портал од Србија објави дека македонско вино, кое што е од сортата Смедеревка, не знам дали е сортата Смедеревка како и да е, било продавано во Франција како скапо бургундиско вино од 250 евра. И навистина наседнавме сите на таа интересна приказна за газда Ѓоко од Мрзенци, кој што наводно не знаел дека продава вино кое што потоа ќе се препакува и ќе се продава во Франција толку скапо, меѓутоа излезе дека сето тоа е една фина првоаприлска шега. Ниту постои газда Ѓоко од Мрзенци, кој што би продавал вино, ниту па постои тој француски енолог, познавач на вината Телерепо Маше. Всушност, ако поделите овој збор, ќе ја добиете српската реченица Теле Маше репом, што само по себе кажува многу, меѓутоа ете наседнавме. Но кога сме кај вистината, вистина е дека да беше уапсен и веќе доби 30 дена притвор телохранителот, бодигардот на премиерот Христијан Мицкоски. Тоа предизвика голема бура во јавноста, со право, со оглед на тоа дека тоа бил човек кој што се грижал за безбедноста на премиерот, меѓутоа човек кој што очигледно, така вели полицијата, така вели обвинителството, решил тоа да го искористи и да тргува со доверливи документи, да наплати за нив 50.000 евра. Човекот е во притвор, веројатно ќе добие судење, ќе видиме каков ќе биде исходот и веројатно од тука ќе го започне разговорот со вечерашниот гостин, со амбасадорот Јован Донев. Добра вечер на почеток. Добра вечер. Влегувавме многу една интересна фаза, политички сме разиграни повторно, трагедијата во Кочани не сомле на некој начин еден период, разбирливо, психички ми се чини не урни се сите, меѓутоа полека се враќаме во таа наша политичка рашомонијада и веднаш некој побрза да излечат политичка корист, да речеме, од ова апсење на телохранителот на премиерот Христијан Мицкоски, иако во основа, а тоа потоа беше објавено на таков начин од владата, самото по себе е показател дека еве на никој не му се простува. Па добро, да бидем искрен, ја само ги видов еден или два текста, не знам точно што се случило. Оно што мене беше дека тоа се службени тајни, означени документи како службена тајна, што значи дека не се доверливи. И едноставно, човекот, предпоставам дека е предходно следен, дека е обезбедена акцијата, што е сосема нормално и очекувано тоа да го работи Министерството за внатрешни работи. Така да, за мене тоа се окей, не знам зашто би требало сега заради тоа да се дига некоја врева, да биле некакви доверливи документи, строго доверливо државна тајна, тоа што е веќе сериозна работа. Меѓутоа, претпоставам дека и не ни можел да има достап тој човек до тие документи, бидејќи се пак бил шеф на обезбедувањето на премиерот. Може да има документи поврзани со движењето на премиерот и неговото обезбедување. Евентуално нешто друго ако успел да. Ова претпоставуваме чисто. Меѓутоа тоа е што меѓутоа феноменот е едноставен, знаете, она што многу мина го зборат овакото. Создадена е психологија во Македонија дека едноставно секој гледа на некој начин да преку криминал или корупција или што и да е, и корупцијата во крајна линија криминал, да заработи пари. И тоа е она што треба да не загрижува, знаете. Ако веќе ќе сте му го довериле животот на премиерот во ваши раце, вие да се грижите за неговото обезбедување, за оваквото, како да го каже тоа дека тој човек се продава за 50.000 евра за документи? Ако му продал некој 500.000 евра?
Што ќе можел да направи? Што можел да направи? Тоа е тоа што треба да не загрижува сите нас. Меѓутоа тоа не е само таму, сегде. Од најсите државни органи, секој гледа, или секој, да не генерализираме, има и честни луѓе што професионално си работат својата работа. Меѓутоа имате многу луѓе кои што едноставно гледаат како само да заработат, не ги интересира тоа што го работат, да завршат како што треба работат, нели, да бидат во сервис на граѓаните, едноставно гледаат чист профит. Профит гледаат да заработат нешто на некој начин. И тоа е прашање кое што мора да се реши. Не знам како, не можам тоа, не збориме ние за 50 или 100 души, ние збориме за голем број на луѓе кои што се на различни позиции во државата. И ние не гледаме тие луѓе што е најстрашно. Вие го гледате министрот, гледате државен секретар, некој раководител на сектор, директор на сектор или така нешто. И тука завршува се. И тука завршува целата приказна, тука завршува. Ние не гледаме на најниско ниво што се случува. Да. Но она што мене ме интересира. Ние со години, со децении зборуваме за неказнивост на луѓе кои што се директни носители на власта или тие што се блиски до нив. Или на ваков или на онаков начин играат во тој простор. Се случи она што се случи во Кочани. Премиерот вети дека не може веќе да се толерира ова воопшто, дека ќе мора да удриме со сета сила. Тоа беше дочекано со скепса, нормално, бидејќи ние сме удирале до сега неколку десетици пати веројатно. Започна апсењето на луѓе кои што можеби се виновни, можеби не се, тоа ќе докаже истрагата, така е на светов. Настрада во наводници беа уапсени и луѓе кои што се дел од актуелната власт. Не знам, градоначалникот поднесе оставка, па беше уапсен. Па потоа беше уапсен, па во домашен притвор заглави и претходниот градоначалник од село, само и тој претходниот од ВМРО да помене. Беа уапсени началници на полиција актуелни, кои што оваа власт ги поставила. Веројатно ќе настрадаат и некои други, се не ги знам. Имаме ситуација во која што телохранителот на премиерот правил тоа што правил, го апсија, јавно го изнесува пред телевизија и рекоа е овој човек. Значи, се покажува нешто што е за нас, за жал, необично. Нема да има ваши и наши, или си криминалец и ќе настрадаш, или си чесен човек и ќе тераш. И се ние се наоѓаме во една ситуација што кога тоа не збунува и некој се обидува тоа да направи, не е така, овие жртвуваат двајца неважни за да се пресметаат со политичкиот противник и слично. Па тоа е главниот проблем, последно што го кажат. Кај нас е создадена психологија, тоа не е од сега, значи уназад, како бидете, да не се 30 години, сигурно се, ама да не се 30 години. Кај нас е создадена психоза дека секој што е на функција краде и дека секој сака да дојде на функција за да краде. Да. И вие тоа не можете никако да го смените. Што и да правите сега во овој момент? Да, во прв момент луѓето речат да, борете тоа го прават и така натака, после 5-6 дена ќе се заборави тој момент и повторно продолжува да обвинува дека нашите политичари се сите криминалци, дека сите се тие за во затвор, дека тие дошле за да краат и не ги интересира државата и така натака и така натака. И затоа секогаш велам дека борбата против криминалот и корупцијата се води со закони, со строги овие казни и така натака, значи имаме сериозна закана за секој што ќе направи, меѓутоа во исто време она што нас не недостасува во Македонија тоа е пропагандата. Тоа е главната улога на медиумите. Дека ние мораме да имаме свој, затоа тоа е многу важна улога на посебно на телевизиите. Зашто не се и најгледани, дошто сега нели портали и овие интернет и така натака, меѓутоа ние мораме да имаме примери што треба да ги следиме. Значи тоа е целен систем на борба против таа психологија, зашто е многу важно да кажам, многу е поважно да не ве уапсам, бидејќи не правите ништо, отколку после тоа ве гонам. Апсолутно. Значи треба свеста и тоа е многу важен сегмент, иначе тоа е многу тешко да го елиминирате само со ригорозни казни. Стравот да, влие ке луѓето да не се прекршуваат законите и така натака, меѓутоа од друга страна ќе најдете друг начин. Но тоа е многу важно ние тоа да го имаме, ние го немаме фактички тоа не е најголемиот проблем за многу работи во државата, знаете. Вие немате наша продукција зборам, немате за најдобар, не знам, за пример некого. Па дали е тој земјоделец, дали е тој некој се зборам сега без везе, дали е тоа заваруваш, дали е тој некој друг. Ние не ги давате тие примери, ги нема нигде за луѓето се поистоветуваат со нив. Тоа го правеле управлешно Југославија, претпоставам. Ама тоа ден денеска се прави, погледнете ги америчките серии. Да, за секоја америчка серија, за секој амерички филм имате некаква мека пропаганда. Некој херој, некој херој имате нешто друго. Тоа е многу важно зашто пазете, секој општество се моделира секојдневно. Проблемот е кај нас, тоа е најсериозниот проблем што нашето општество е запуштено. Никој не го моделира од независноста навам. Порано комунистите знаеа тоа да го прават и го правеа многу успешно.
Меѓутоа, знаете, влеговме во демократија и сето тоа е во ред. И политички партии, и судири, и подметнувања, сето тоа е нормална работа. Меѓутоа морате да го модулирате општеството. Постојано да работите со општеството и тоа нас не недостасува. И тука ни се најголемите проблеми кај нас. Една работа е образованието, друга работа е пропагандата која што треба да оди преку тој вид на, значи, не брутална пропаганда, знаете, или да некој стои и се заканува на граѓаните. Апсолутно. Убаво рековте, меко преку примери, преку некои фини емисии, преку некои фини серии и така натака. Тоа е многу важно за да се обликува свеста на граѓаните. Убаво ги спомнавте медиумите. Ние и тука имаме еден сериозен проблем, бидејќи исто така и наметната една слика, кој со кого е, кој за кого одработува и така натаму, кој ќе кажете нешто. Кога ќе се обратите, вие очекувате да кажат што збори ово е Небањат или што ово е, па ово е комуњар. Тој ли ќе ни збори? Сигурно позади тоа постои некој интерес кој што тој го прикрива. И вие не можете да излезете од тој круг со кој што ви зборувате. Крувате. Тоа е проблемот затоа што ви кажувам, затоа што кај луѓето е создадена перцепција дека што да бидам искрен, не е ни толку многу грешно. Има грешки, ама не е ни многу грешно, да бидам искрен. Луѓето мислат дека се влагање во политичка партија или брањење на политички ставови на некоја политичка партија е само заради лична кариера. Па многу луѓе влегоа така просечни излегоа милионери. И тоа е исто така сериозен проблем, меѓутоа тоа е многу посериозен проблем. Не велам дека криминалот и корупцијата е мал проблем. Тоа е сериозен проблем, тоа е фактички безбедносно прашање. И тоа пазете, погледнете ги бројките на членови на политичките партии во Македонија. А како конзервативна партија на Британија, сега не е веќе најголема, реформистите помина, има 70.000 членови. Во цела Британија? Цела Британија. Конзервативната партија... Од 65 милиони, колку се? 70.000 членови. Вау. Ама нема вау. Нема потреба да има повеќе. Ниту има потреба, ни второ е работа, таму луѓето влагаат во политичка партија зашто веруваат во тие идеи. Вие сте... Тоа пред некој ден исто да го размислев. Имате дебати за демохристијанските прашања во Македонија? Нема, апсолутно. За социјалдемократските прашања? Апсолутно, нема. Ако вие немате судири по тие прашања, ако вие не објавувате своји списанија посветени на тие теми, на гледањето на проблемите во државата и општеството, преку призмата на социјалдемократијата, па јас сум сигурен дека, да не претеруваме, 50% од членовите во сите политички партии не знаат што значи да си демохристијан, либерал или социјалдемократ. Тоа е сериозно. Што очекуваат кога ќе победи нивната опција. Да. И заради тоа ние ги имаме и тие обвинувања и тие клевети, затоа што ти не постигнуваш кариера на основа на работа внатре во партијата, во основа на темелите, идеолошките темели што би требало да постојат на партијата, нели? Не го постигнеш затоа што колку можеш поише да го испукаш едниот портал или другиот портал или противникот. И тоа го руши нивото, нели? И предизвикува таква однос кај граѓаните. И втора работа, да вие како еден ставите, двајца ставите луѓе кои што навистина немаат појма што работат и зашто се на таа позиција. И готово. Вие секој еден обичен чекирче, па чека ако овој може да биде, не знам, директор или министер или што, па можам ја. И ете ви го проблемот. Затоа велам, имаме многу сериозни проблеми кои што ние мораме сами да ги решаваме. Меѓутоа, за жал, не можеме зашто овие работи не носат политички поени. Се согласувам. Ја да речам, да станам и да речам, чекајме, запрете со тоа плюкање преку порталите. Или преку медиумите, се едно кој да е медиум. Не би донесеме тоа политички поен. Да. Затоа велам, ние имаме многу голема домашна задача во обликувањето на општеството, во подигањето на квалитетот на образованието на општеството, да ја решиме. Меѓутоа, таа си бара време и бара сериозна стратегија. И тоа што го кажавте на почетокот, тоа е начинот. За овие прашања да разговараат политичките партии меѓу себе. Да си ја преиспитаме прво својата улога во општеството. Ти не е само да освоиш власт и да спроведеш твоите идеи. Ворете, и тоа е добро. Меѓутоа, на кој начин ти влиеш како политичка партија на состојбите во општеството? Тоа се многу важни прашања за кои што тие можат меѓу себе да се договорат, не мора ни на ниво на лидери. Тоа е прашање на генерални секретари или на политички, да се озборам, политички комесари во партиите што се заложени за таа работа и така натака. Се решава, меѓутоа проблемот е што ние не знам зашто не гледаме овие работи. И ако ги гледаме, ги игнорираме. Претпоставам дека тоа е заради брзање да им се задоволи на гласачите. Меѓутоа тоа брзање краткорочно ќе даде резултати, долгорочно не дава резултати. Меѓутоа само да ве потсетам, вие секако знаете, за гледачите, во еден момент воопшто не да немаше дебата меѓу партиите, немаше контакт. Да. Во времето кога се носеа круцијални одлуки за државата со Преспанскиот договор и така натаму, отворено зборуваа од тогашната опозиција дека воопшто никој не разговара со нив, никој не ги прашува макар формално,
Луѓе, ајде кажете што мислите. Ама тоа ви е, тоа е тој недостаток, значи, и на образование, и на култура. Не само политичка култура, елементарна култура. Тоа е недостаток на свест. Ви не може да не разговарате со опозицијата. Кај ќе разговарате, кој со кој ќе разговара, не е важно. И тоа мора да разговарате со опозицијата. Секојаш мора да се разговара со опозицијата, не може да не се разговара. Посебно за такви прашања. Кај нас е проблемот што ние се гледаме, знаете што, тоа е повторно недостаток. Ако денеска си нели се сега зборам ова или она, ти мислиш дека ти си најпаметниот на планетава Земја. Но не си најпаметниот. Никој не е. Никој не е најпаметен на оваа планета. И тоа е кај нас генералниот проблем. Јас ги слушав денеска парламентарците, зашто 2 недели не работеле? Па, нели, образложение, па ние работевме, ама не работевме за да не се препукуваме, за да не се ова. Па, нели биваше кога се договорите да не работите, да се договорите да работите, ама нема да се плюкате. Например. Така е, точно е. Може да се договорите барем за тоа. Не мора да се договорите нешто друго. Да. Барем дискусиите да беа коректни, тие 2-3 пати заседавајте, колку да не прекинува со работа собранието. А вака си наметнавте да ве плука цел народ. Па тоа бара ништо не бара, само доволно малце креативност. По крајна линија 120 души одглумете 4 седмици нормални. Баш така како. После тоа што знаете правите, пак повторувате се на старото, одглумете пред сите. Од такви денови нели на општа мобилизација на населението, на жалост национална и така натака. Одглумете 4 дена, никој нема ништо да ви рече. Прв пат некој вака го предлага, апсолутно се согласувам со вас, така е. Многу поедноставно е него вака се немаше да ви вика што правите вие. И да се правдат и ние сме работеле, па сме се посетувале граѓаните, што се правдате? Така е. Што се правдате? Што се правдате? Сте донели одлука, па останете на тоа, не сакаме да работиме и готово. Да. Затоа немаме, како да ви кажам, ниту имаме инвентивност, ама тоа е за многу прашања. Ниту пак трошиме енергија, тоа е уште пострашно, што ние не трошиме енергија да смислиме начин како нешто да го представиме да биде подобро или како да се извлечеме од нас. Ние не трошиме, ние по дефолт најлесно ние. Ќе забраниме, ова нема да работиме, ова ќе правиме, тоа е најлесно решение. Ама тоа се краткорочни решенија, долгорочни нема резултат. Немаат резултат. Ситуацијата, повторно реков, сега веќе се раздвижи, не знам, Филипче беше коректен, морам да признам моje мислење, меѓутоа многу ми не се согласуваат, беше коректен кога се случи тоа што се случи, излезе со луѓе, истрагата нека работи, ние да бидеме мирни, сега бараше лидерска средба, му беше одбиена. Гледам дуи сега бараат анкетна комисија во собранието, некои велат анкетни комисии се прават ако сакате нешто да не се заврши, така ба рекол Черчил или кој рекол. Меѓутоа нешто се случува и очигледно дека опозицијата се обидува во овој момент, нема да речам злоупотреби, но се обидува да се врати на сцена. Толку беа до сега никаде, тука пред се мислам на СДС, толку исчезнаа од јавниот дискурс, што ова им даде некоја можност да излезат со некакви предлози, со нешто, иако Филипче допрва најавува што ќе предлага. Власта не ми личи дека е априори против. Има некој простор за елементарна соработка, би рекол, меѓутоа се плашам дека наместо политика повторно ќе се сведеме на политиканство. И дека ќе се обиде секој да изврши од ова, да направи некаков свој краткорочен профит, па за остатото како ќе биде. Ама не е важно. Барем ја така размислувам. Ако СДС во таква состојба како што е, тука не можеме ништо ни да му помогнеме, ни да му одземеме. Па, да. Генерално тука е така. Ако лидерот на СДС сака лидерска средба, ќе му ја возможиме. Зашто да не? Што може да изгубиме? Пола саат? Не дека тоа е малце, еден час да се изгуби, нели? Меѓутоа што? Објаснувањето беше дека, колку што јас успеав да го сватам, е дека овие лидерски средби практично ја претвараат целата суштина на демократијата во некоја тоа е антипод сама на себе, сега племињата ќе се соберат и нешто ќе преговараат. Не е така, имате власт која што е снажна и која што може да носи одлуки. Во тој Не, пазите, власта е една работа. И тука не може да ги земете легитимитет и не смееме тоа да го дираме. Таа си има легитимитет свој, добија на избори и таа си владее. Тука немаме ние што да разговараме. Меѓутоа, ако чувствува лидерот на опозицијата, или премиерот, или премиерот на Македонија, чувствува потреба нешто да размени мислење свое,
Зашто да не го направи тоа? Па макар било, не знам, кафето денеска желем што би го направи, не чини. Не мора да биде тоа помпезно, не мора да биде тоа со 1000 новинари и така на да се најавуваат некакви средби. Едноставно, имате моменти кога чувствувате потреба. И има начин, апсолутно. Има начин како да тоа да се направи, да се изведе. Знаете што, многу е важно да го направиме првиот чекор. Ние, пазите, ние се двајцата лидери до сега, цело време, значи за која да е политичка партија, па еве ги меѓу албанците истото. Се гледаат колку непријатели еден со друг. Не се политички противници само, конкуренти. Да го направиме првиот чекор, барем еднаш за секојаш да го направиме еден прв чекор, да видиме дека ништо нема да се случи страшното ако се сретнат и пијат кафе. У крајна што може? Пазите, јас се имам власта, така? Сум премиер на Македонија. Сите инструменти прилично супериорно, да. Да не зборам дека мојта во собранието е голема, влада со над повеќе од 61 пратеник има. Да не зборам за другите елементи. Тој е лидер на опозиција. Па во крајна линија, понекојаш и политички, не велам дека одговара на македонските услови. Ако гледате дека има проблеми лидерот на опозицијата внатре во својата партија, а тебе ти треба опозициона партија да имаш секогаш стабилна опозициона партија, па пак попружите му рака и извлечете го. Па вие биете противници. Ама за доброто на Македонија, таа партија нека опстои. Мислам дека ние не сме дораснати се уште за тоа. Ама мораме да почнеме. Да верувам, но Ама знаете што, ние мораме да почнеме така да работиме. Не велам дека ќе успееме од прва, од втора, да не се откажуваме. Значи да не се откажуваме. Тоа е многу важно, да се навикнеме и нормално на тие средби некој кој што лажеше заев. Тогаш нема потреба стварно да се гледаме, да се разговараме ако човекот лаже. И па тоа е создадена таа страшна недоверба и ама да сватиме дека можеби не. Дај да видиме нешто, можеби ќе извлечеме подобро. Затоа велам, многу е важно да се разговара и во собранието да се разговара меѓу сите. Меѓу себе да разговараат, нели, за теми на вие немате до сега, не се сеќам, може имало дека власт и опозицијата заедно предлагаат амандмани на измени на закон. Денеска се согласија за еден закон. Да, денеска се согласија за закон, ама тој нема кај да бегаат. Да, забраната за пиротехнички средства во затворен простор, па замисли некој да речеше не се согласува. И тоа е добро. Пак ќе кажам. Така И тоа е добро. Затоа велам, ние мораме да научиме затоа што не знаеме што не чека во иднина. Турбулентни се времињата. Така е. Не смееме да го отфрламе ниту лидерот на опозицијата, меѓутоа ни лидерот на опозицијата не сме да го отфрла премиерот на Македонија. Зашто мораме да бидеме подготвени за сите можни сценарии. Вистина влегуваме во многу компликувани. Затоа велам, ние не смееме да си дозволиме такви грешки кои што ни се случува, и тоа сериозни грешки ни се случија. Па белке се толку паметни да научиме нешто од своите грешки. Од своите грешки кога веќе не учиме од другите. Да. Кога сме кај условно кажано албанскиот сегментот од власта и опозицијата, односно од политичката сцена, таму се случува нешто чудно, морам да признам. Министерот за здравство Арбен Таравари делот вреди. Ми се чини дека во ова, моје мислење, во оваа констелација што се случи, релативно добро ја врши својата работа, медицинскиот персонал, генерално, здравствените работници, докторите, сите беа на нивото на задачата, секоја чест, меѓутоа организацијски очигледно министерот одигра соодветна улога и тоа е за поздравување. И токму кога доби, условно кажано, ајде да не речам ловорики, меѓутоа известна позитивна реакција, излегува информација дека таму во нивната коалиција не е баш се чисто и постојано на медиумите што објавуваат на албански јазик излегуваат нови и нови информации околу Таравари, дали Таравари ќе ја напушти вреди, дали Таравари се врти кон Дуи, разговарал со нив, не разговарал со нив, тој самиот критикува дека внатре во коалицијата тешко се договараат, интересно не излезе со класичен напад, би рекол, типот Мицкоски е крив, македонците во власта се нешто виновни, не рече напротив. Ние сме и застапени доволно во квантитативна смисла и соработката е многу добра, нас не недостига квалитет. И сега ова е чудно човек да го разбере пораката на Таравари. Тој вели нас во вреди ни недостига квалитет. Не квантитет, имаме исполнето бројки секако што треба, меѓутоа очигледно дека народот не е задоволен од нас. И ова е многу чудна изјава, можеби заради моментов. Знаете да беше во некоја калкулација после некоја година, меѓутоа сега во овој момент кога добива некакви политички поени, тој излегува со критика на сопственото друштво. Да. Дали добива со ова што го правеше многу, а навистина многу сработи, мислам тука не сме никој да му најде забелешка.
и целата државна администрација Апсолутно. Тоа што се случуваше, тоа беше човек за неверување, мислам. Неверување за нас. Покажавме високи стандарди, така. Да, покажавме дека навистина државата која ќе притиснеш она функционира. Прво тоа што не можеме цело време да држиме, нели педалата на газа да функционира, да мора подигнеме малце и тогаш се покажуваат сите слабости. Меѓутоа, тоа на Таравари, ја не знам колку може да му носи на него бодови кај албанското гласачко тело, тие сепак се концентрирани на едно гласачко тело, со целата таа работа. Плюс тоа и се очекуваше дека ако и покажат некакво разбирање за позициите на владата или на ВМРО ДПМН за некои прашање кои што они поставува рокови така натака, вие рачунате дека дуим дише на врата. Што е голем проблем. Тоа е сериозен проблем. Вие не можете ако не ви донесете како ќе изгледа и локалните избори се сега. За 6 месеци. За 6 месеци. За 6 месеци локалните избори вие мора да излезете со нешто дека сте исполнили дека влада тоа што го очекуваат. И тоа е сериозен проблем за таква партија. Секогаш кога имате за врат крајна национална партија, многу е тешко да работите и да бидете умерен. Затоа што таа умереност се прифаќа како пораз. Како пораз. Да не се разбира како разумно однесување, него се разбира дека е тоа пораз и тоа е сериозен проблем. Меѓутоа ќе мора да го исхендлат или ќе се разделат, нема друго решение. Па еден од идеите што се провејуваше во јавноста беше дека токму тоа овие 4 партии ќе мора да се обединат во една структура и да почнат да функционираат, меѓутоа после изгледа дека можеби не се способни да го направат тоа, затоа што кој ќе биде лидерот. Тоа со неколку албански аналитичари го разговаравме тоа, кој ќе биде лидерот? Кој ќе се наметне? Изет Меджити, Арбен Таравари, Касами, кој ќе биде тој што ќе сепак некој мора да биде горе. Тоа е истата, тоа е балканската приказна. Некој мора да биде лидер. Тоа е тешко. Затоа велам тоа е многу сериозен предизвик за тие партии. Меѓутоа, ама ако не се дораснати, буквално ќе влезат во ситуација дои навистина да ги победи на изборите и тогаш ќе биде свршен чин, така како што е. Се што да правиме. Ама не можеме ништо да направиме во демократија. Не можете вие да идете со насила ако не сваќаат. Тие се борат против албанците, против дуи, они се борат со криминалот, осудувајќи го дуи за криминал. И тоа во ред. Ама тоа е краткорочно. Затоа велам, вие имате друга агенда. Таа агенда ни ги интересира. Ги интересира овие сегментите од голема албанската агенда. И тука има сериозно, тоа е проблемот. Што не може да се одлепат од тоа. Тука не може никој да им помогне во овој момент сега. И да сака некој да им помогне, не може да им помогне. Имавме една неверојатно грда ситуација сега во спортот, не знам дали следите до толку. Кендија што беше? Која беше? Да, потполно непотребно свирење додека се одава почит на 59 жртви и реакцијата на почетокот беше така, потоа кога се побунија и медиумите и реагираше и власта, потоа ете и самиот клуб се извини, рече дека 20 на изгредници не можат да бидат целиот тим и така натаму. Меѓутоа тоа е она ситна, она лесна искра што толку лесно пали кај нас. Навистина ќе најдете 20-30 будали што се готови да направат било каква гадост и да уништат можеби и работа која што со години се средувала. Проблемот на меѓуетничките односи во Македонија, зборам се од 2001 година наваму, исто како што е и општеството. Вие се држите до тоа, да, ние ќе го направиме, ова ќе го направиме, она ќе го направиме. И фактички не изнаоѓате начин, средства и начини како и на кој начин вие ќе ги приближите македонеците и албанците. Вие ги работите се комплетно поделени. Два паралелни света. За жал. И ако со тоа пазите, тоа никој не сака да го одработи. Да, во коалициони влади кај што и се албанците се доволно мудри да ви одбијат секој еден таков предлог. Ама за тоа постојат и други механизми, пак ќе кажам. Не е само парламент и собранието или владата носи закони или подзаконски акти и така натака. Постојат и други механизми на кои тоа се работи. И може да се работи. И тоа треба да го искористи секоја една влада. Ако ние не успееме да скршиме кичмата на голем албанскиот национализам, кој е присутен во Македонија, да не се лажеме, ние ништо не сме направиле тогаш што држава. И тоа
Секогаш ќе ни стои на врат. Секогаш ќе ви стои, секогаш ќе ги имате овие проблеми што ги имате вие. Затоа велам јас, многу е важно тоа да се одработи. И затоа не сме ни едина држава во светот што имаме внатрешни. Тама работа. Така да, ако може некоја, не знам, друга држава што има начин, купете го. Нема да измислуваме ние пари, топла вода. Купете го. Донесете ги луѓето, нека направат стратегија, нека процена ситуацијата. Ама мораме да работиме, не мора да ви кажам, тоа што е законски донесено, усвоено и така натаму, ги ворете тоа. Не збориме. Ќе се почитува Тоа ќе се почитува. Ама ние можеме за тоа или пред тоа да работиме на постигнување на нашата заедничка цел. Ако вака продолжиме, ништо не правиме. Номинално заедничката цел сите се согласуваат. Македонија во Европска унија. Ама тоа не е цел. Тоа е Пазите, што е тоа цел Македонија во Европска унија? Тоа е само фрлање на прашање на гласачите, тоа не е цел. Што ми значи тоа мене Македонија во Европска унија? Ќе ги решаваме меѓуетничките односи? Нема да ги реши. Едно време се залажувавме дека тоа значи многу пари. Ама какви пари? Сега гледаме дека ни тоа не значи. Па тоа ви велам, затоа цело време го потенцирам тоа, ние мораме да се ослонуваме на самите себе си. И тоа, бидејќи сме толку мали и толку сме слаби, затоа е потребно да развиваме креативно, затоа е потребно да вложиме многу повеќе напори него што го вложуваат некои поголеми држави и побогати држави. Токму заради тоа не можеме да очекуваме ние од никого, не живееме ние сами овдека на планетава Земја. Ние секогаш ќе се најде некој да ви ги потпали меѓуетничките односи. Ако вие тоа превентивно не го работите, постојано не го работите, тоа е прашање кое што не можете вие 24 сата да го запоставите. Токму така. За жал ние тоа го правиме и тоа е сериозен проблем за сите нас. Ама и за државата, и за стабилноста на државата е проблем. Се согласувам со вас дека апсолутно секој секогаш може да интервенира во негативна смисла и тоа зашал го прават понекогаш и нашите соседи, понекогаш и големите сили заради своји интереси, да не се лажеме. Го видовме многу пати, меѓутоа кога сме на тој терен се случуваат чудни работи и по Европа. Марин Ле Пен доби пријава, доби затвор, лидерката на француската крајна десница, така ја нарекуваат, и доби забрана за учество на избори практично во 2027, иако води на тие. Некој рекоа она во Романија со тој Ѓоргеску како беше само еден вид пробен балон да види дали ќе пројде. Па откако пројде сега отиде тоа еве дури и во големата Франција која што има и демократска традиција страшна и сето тоа. И сега некој ќе рече па добро, ако е виновна, ако навистина перела пари како што тврдат, тогаш па и логично е да си добие затвор или не знам да француските закони велат, не смееш тогаш да се кандидираш. Меѓутоа многу луѓе воопшто не веруваат во нејзината вина, а од друга страна води на тие нивни анкети. И сега имате една ситуација која што Европа кон која што ние гледаме, веќе не толку идолопоклонички, меѓутоа и натаму гледаме како на пример како треба, навистина покажува чудни интересни знаци кои што не одат баш многу во демократски. Прво ја исто не се согласувам со забраната на Мари Ле Пен. Значи, не можете вие, затоа што некого кривично го гоните, да му забраните да учествува на избори. Па и Трамп го гонија, зашто све не, па победи на избори. Да, па тоа Трамп го кажа ноќеска, тоа Трамп го кажа. И он исто го осуди тоа. Вие, она е и денеска е пратеник, она е потпредседател на Народното собрание на Франција. Не е одземен имунитетот. Она првостепен судија прогласил за виновна. Па сега ќе има. Не, поентата е вие додека не заврши процедурата. Таа ќе трае 2-3 години ќе трае. И кај нив има апелација, кај нив. Па тоа велам, значи, вие не можете да забраните да се движи. Што ако се докаже дека е невина, а изборите завршиле во Франција? Да. И тогаш ќе биде чисто бламажана изборна фарса. Ама нема што ќе правите вие? Ја навистина тоа е таа паника што ги фаќа либералите во Европа, затоа што сите нивни фактички идеи што тие ги има, и замисли што ги има како ќе се развиваат нивните држави, па и Европската унија, за жал колабираат. Малце по малце, невидливи се, наголем дел се невидливи олабавувања, меѓутоа тоа им се случува. И тие немаат кого, место да се обвинат самите себе си, да се преиспитат својата политика, тие бараат вина во крајната десница. Крајната десница не е донесена од друга планета.
Таа е производ на политиките на либералите што ги водеа во европските држави, од кои што нивните граѓани не беа задоволни. Не како? Ке донесете 10 милиони имигранти, некој ќе рече па не ми се допаѓа. А вие му велите има да ви живеат. Па тоа ви кажам, не само имигрантите. На пример, сето тоа влие, они не може да го прифатат. Знаете, проблемот е таму што ја понекогаш на шега се смеев дека Давос и глобализацијата беше вештачка творевина. Ги измести државите, лежиштата на државите ги измести. Државите не може да функционира така. Не можете вие да живеете на глобално ниво. Државата има територија, има население и таа мора да се потпира на територијата и на населението да ги брани интересите на тоа население. Не можете вие да ги браните интересите на крупниот капитал, а своето население да го потиснувате и да му викате дека ова е најубаво нешто на планетава Земја. Да, тоа е убаво навистина, ама на филм. така. Во реалниот живот не можете вие така да се однесувате. Тоа е проблемот и сега нема друг избор. Зашто? Што има причина Романија крајна десница и тоа независен кандидат, непознат кандидат. Тоа независен кандидат. И непознат комплетно, никој не го знаеш. Тоа значи дека гневот на населението кон политичките елити е огромен. Не е крив тој. Криви се тие што владееле толку години во Романија и не ги согледале сериозните проблеми да ги решат. Меѓутоа не сакаат затоа што идеолошки се уште веруваат во нешто што не постои. Но кон каде, како мислите, што мислите вие? Тешко е да се прогнозира, но кон што ќе води ова? Франција или кој? Па генерално, првим беше Романија, сега Франција, утре некој трет. Па ќе се појави некоја друга држава. Пазете, Франција ќе има многу сериозни проблеми. Значи Франција прво е презаложена. Без поддршка на крајната десница и крајната левица, кои се крајни националисти, не може ни буџетот го успеа да го протнат. Меѓутоа треба да го спремат и новиот буџет. Нема да успеат. Сега веќе нема да успеат никако. Франција влага во сериозни проблеми, не можам да ги сватам однесувањето и на Макрон зашто распиша воредни избори, зашто му требаше таа дечка играчка и така натака. Меѓутоа мораме да се навикнеме, пазете, италијанската премиерка е исто десничарка. Така се води, да, Мелони, да. Меѓутоа, она која слушате како зборува за Европа, она го прифаќа јазикот на европската политичка елита. Точно. Меѓутоа, она што го прави во својата држава не е сосема различно. Да. Е сосема различно е. Затоа велам, не можете ни вие против тоа да се соберете. Ако луѓето, мнозинството, сега е уште рано да зборам. Меѓутоа, ако крајната десница во Германија не ја сака Европска унија, вие не можете да ги затворите лидерите. Треба да се прашате, чекајте, зашто тие не ја сакаат Европска унија? Кои се причините зашто тие сакаат да сватат на Дојч марката, а не го сакаат еврото? Тој вид на велам, затоа велам јас, таа идеја некаква за некаква глобална западна елита, бизнис, политичка елита и така натака, дека мислеше дека све е дозволено, за жал не е. Се појави еден националист, све растури за 2 месеца, еве го. Дојде Трамп, најголем националист до сега што сум го видел во Америка, гледате што прави. Баш така. Зашто него не го интересира Европа? Европа му е текна нозет. Тоа го покажува јасно, дури нема ни дипломатија, ништо. Па тоа ви кажам, значи требаше да се случи тоа, они треба да го предвидат, ако не беше Трамп, ќе беше некој друг. Трамп ништо не го донесо марсовси. Апсолутно, американците. Може уште 4 години ќе победат демократите, после тоа ќе се појавише друг Трамп. И уште поголем Трамп. И уште поголем. Но она што мене ми е интересно овдека. Вчера со гостинот кој што е економист разговаравме околу тоа, Европа економските проблеми, економскиот дел од проблемите се обидува да ги реши преку милитаризација. Преку што? Преку милитаризација. Значи се вложуваат огромни пари, се вложуваат огромни пари во наоружување, тука концерните, не знам, Rheinmetall или кои се тие тамо кај нив, ќе направат пари, ќе се создаде таа оружена сила, меѓутоа како што мудро човекот рече, ако направите оружје, тоа оружје може да биде употребено. Од друга страна и Макрон и Кир Стармер од Британија веќе отворено зборуваат дека ќе праќаат војска во Украина, па куд пукло да пукло, викаат србите. И ова мене ми е малку ќе праќате војска, ама тоа не е така, нема да пратите во Авганистан кај што против вас се талибанците, па Европска унија ние гледаме нели како систем еден, во кој што постојат еден толку држави, 27 колку се држави таму во Европска унија. 28, да. 28 и дека тие сите живеат во една хармонија и во една голема љубов. Меѓутоа, за жал не е така. Во светот не постои такво нешто. Планот што го предложи поранешниот италијански премиер и директор или извршен директор на Европската банка беше дека
мора Европа да ја дигне конкурентноста. Ако сака да се излече од оваа ситуација во која што е. Или беше дочекан со аплаузи, кој што секогаш прават европјаните, беше сето тоа убаво. И не се случи. Пројде месец дена, више никој не го спомиња. Европа е во сериозна криза. Значи, ако испоредувате економските показатели на најголемите европски економии, визави Соединетите американски држави и Кина, видите која е фрапантна разлика постои меѓу тоа. Европа има сериозен проблем, одбива да го прифати и бара што идејата на фон дер Лајн, таа е германка, во крајна линија, германските интереси се најважни на светот на нејзе. Изгледа нели со ќе развиваме војната индустрија да се одбраниме, од кого ќе се одбранат? Па од русите формално. Русите ќе нападнеле Германија. Јас сум сигурен дека да влеземе во Смолетка и да ги покажеме податоците колку војска Русија има и колкава е економската моќ на Русија и колкава е на Европската унија, дека деца ќе почнат да се смеат на таа приказна. До кај ќе стигне Путин? А јасно е дека нема да оди, ама како? Тие самите одлучија дека најдобар начин да ја развиваме европската економија е преку милитаризација. Ако не можеме со компетитивност. Ако не можеме. Меѓутоа и тука има трик. Ја ги гледав бројките во кои држави се најголемиот број на војно-индустријски комплекси. Значи, сите ќе добиете кредити, како што вика Ван дер Лајен, 150 милиарди ќе ви даеме сега прво, па после тоа ќе ви отвориме уште, не знам, 500 милиарди кредитни линии и вие ќе купувате доминантно европско оружје. Значи, една Бугарија, Романија, па и Грција ќе треба да купуваат од германците. Или французите, или италијаните, или чесите се. Тие што можат, да. Од кај што може да се купи. Значи, сите ќе земеме с кредит да купаме од... Имате дисбаланс. Веднаш имате дисбаланс. Тоа е една работа. Втора работа. Франција и Италија, двете од трите најголеми држави во Европа, најмоćни фактички, се над 100% задолжени бруто домашниот производ. Тие више не може да земат кредити. Германија е лесно да донесе одлука сега 100 милиарди евра дека ќе вложи во одбраната. Меѓутоа Германија имаше кочница и не беше презадолжена држава. Овие се отидени многу. Овие се отидени многу. Затоа велам, ова се очајнички потези. Тоа уште еден момент, зашто Америка би дозволила туку така таа да се без незе да оди? И да отиде без незе, гајле, во крајна линија. Што? Што може да направат? Кој оружје ќе го земат? Кој оружје може да го направат? Не знам, 20 производители се. Имаат ракети, нешто во ред. Ама не, во ред е тоа, ама тоа не е тоа. Не е тоа, баш така. Така. Па ви треба сосема други системи против америчкиот патриот, вие треба да се борите со софистицирано оружје, не можете да борите со обични ракети. Така е. Велам, ова е очајнички потег на Европа, меѓутоа кој што не очекувам дека ќе даде некој голем резултат, се нека излезе најидеално, кој што иако никош ништо не излегло најидеално во Европската унија внатре, колку ќе му ја качи економијата 1,5%. Што е премалку, да. Тоа е ништо за нив. Они не може да стасат, пазете, они се више четврта година, они се со 0, нешто раст. Не сите. Шпанија, југот на Европа, Шпанија, Грција, таму имаат раст. 2, 3%, 4% дури имаат раст. И овие две на исток што се Полска и овие држави. Меѓутоа главните носители на економијата се 4 години под 0%. Односно 0, нешто раст. Што ништо не им значи на нив 1%, кога една Америка, значи најмоćната економија светска, расте 2,5-3% расте годишно. Тоа ќе го споредите во количина на парите со огромни пари. И што значи тоа во однос на Кина? Па рачунете само Кина минатата година ја заврши со трговски суфицит од 1000 милиарди долари. Мислам дека многу доста се разбудија што е Кина на вистина. Па велам, имаат сериозни проблеми, меѓутоа оваа елита што во овој момент има Европа, овие прашања нема да може да ги реши, за жал. И сега доаѓаме до тоа дека ќе треба да дојдат некои други, а тие некои други можат да бидат и блокирани на ваков или онаков начин, но тоа му го оставаме сепак на времето и на крајот на криштата на нивните луѓе. Ние не сме тамо, не можеме да одлучуваме во нивно име, меѓутоа што со нас во овие околности. Вие рековте мора да се свртиме кон себе, узде се уси во своје клюсе. Денеска ми оди со српскиве како се викаат изреки и поговорки. Меѓутоа, ние се навикнавме да чекаме. Ние се навикнавме да ни дојде од Брисел некој да ни каже како да јадеме, како да пиеме, како да одиме во тоалет, како да играме фудбал, кога да дигаме рака, кога не. И сега, убаво вие велите,
Да почнеме 24 часа замараме само со себе и да работиме како знаеме и умееме, ама тоа е исто да не биде на нивото на италијанот што го спомнавте. Убаво се каже, меѓутоа како да го направиме? Ние сега треба да речеме, окей, Брисел, супер бе, сакаме и сакаме кон вас да одиме и натаму, ама ние сега вака. Ама пазите, ама за тоа секогаш постои можност, значи она што нас не недостасува кај нас понекогаш е прво имаме безоглед, значи ако ги гледате назад историјата на нашите влади и така натака, ви ќе видите и доста предпазливост и доста страв, што е претпоставувам резултати на незнаење, не е тоа на човечки карактер, отколку што е на незнаење. Зашто сепак за да влагате во политика, да се борите да бидете министер или премиер, не е тоа, кукавица тоа не може да го направи. Претпоставам дека тоа е најголем број од незнаење. Меѓутоа, тоа се решава. Имате други држави, имате пријателски држави, имате независни консултантски куќи, имате све. Значи, потребна ни е само политичка волја. За ништо друго нас не ни треба. Тие пари што ќе ги изгубиме, ние вртејќи се пред кај ќе се уместо, ќе ги дајме на некој што може да ни го покаже правиот пат. Затоа што ние сепак, да бидеме искрени, немаме тоа знаење и капацитет. И она што малце го научивме и тоа е недоволно за да се избуткаме во вакви тешки времиња. И тоа е важно. Да, јас се согласувам, ние нема кај да бегаме од европскиот континент. Значи, не можеме да отцепиме Македонија да речеме ќе ја носиме у Јужна Азија. Не можеме да однесеме во Јужна Азија овакото. Значи, ќе останеме во Европа, ќе останеме во европскиот континент. Во Европска унија, дај Боже некојаш да воопшто ако можеме да влеземе, и тоа ми е више се посумнително. Ама и тоа брзо ќе го дознаеме, ќе видиме дали ќе примат нови или нема. Меѓутоа, мораме да бараме алтернативи постојано и тоа не е ништо страшно. А тука веднаш ќе ве обвинат за... Ама, пазете, тоа може да ме обвинат само повторно за групови да ги навредувам луѓето што така зборуваат. Знаете, може во крајна линија не може да го виниме дека од некакви нивни побуди го прават тоа, може и толку им сече мозокот. Знаеш, па греот е да обвиниш некој што толку му дава мајка природа. Меѓутоа, нека прочитаат, барем тие што се занимаваат со такви работи, нека прочитаат барем нешто, нека видат што работат другите држави. Па ако може, една Италија 40 милиарди евра, долари, извинете, договори да подпише со Обединетите арапски емирати. Зашто ние не можеме? Нас не ни требаат 40 милиарди. И 4 милиарди не се многу пари. Супер. Така. Зашто цело време имаме некакви препреки, па замисли со од Унгарија. Па ако бил некој толку будала во Унгарија да ни даде нас 500 милиона евра или милиарда евра, зашто ме критикуваш ти мене? Тие не ги си критикуваат него? Така е. Мислам, тоа се задева но не сте ви да кажете, ама тука има некоја позадина, тука некој нешто мулја, некој нешто ќе не воведе. Ама тоа е проблемот, велам, за тоа е проблем кај нас што на тој начин се собираат политички поени за напредување во партијата или да му се додворат на лидерот на партијата без и да не се членови. Затоа велам ти, ние ако влагаме во одбрана од такви напади, ние цело време ќе ни бидат врзани рацете. Нас ни е важна соработката со држави, нас ни е важна отварањето кон други пазари. И во основа никој не ни брани. Тоа е најголемата смешка. Тоа ви кажам, не може да ви забрани, зашто би ви забранил некој? Никој не рекол немојте. Ние самите донесовме одлука и рековме со Кина више не соработуваме. Да. Па еве ги, секој месец некој од Европска унија потпише договори со Кина. Ама ние сме тврдокорни, не работиме. И што на чива што да правиме тоа? Што му фали на Вучич? На Србија, без везе. Ништо. Продолжи да се развива како што се развиваме и ние. Ако успее да ги затвори поглавјата, таа ќе почне ќе влезе во Европска унија. Ако се сите плюкање. Не велам дека е идеален, уопште ни на крај памет, да го зборам. Меѓутоа само ви кажам. Црна Гора како? Еве, вчера се фалја, мостот на Тара го гради кинеската компанија. Атинското пристаниште чива е? Ама тоа велам. Хамбург наскоро чивки виде. Ама така, тоа ви велам, значи, дали се пари од Кина, дали се пари од Абу Даби, дали се пари од Виетнам, Сингапур, уопште не ви интересира, ако се сериозни проекти, зборам за сериозни инвестиции. Остварливи, фер. Да, и дека тоа ќе ни донесе нас бенефит. Друго нас не интересира, ако не сме себични, што друго бараме ние? Па тогаш не ни треба ни држава која така, тогаш да се прилепиме некаде. Нас ни требаат инвестиции, нас ни треба знаење, нас ни треба све. И ние мораме да бидеме отворени. Ако не сме отворени, ништо. И што е многу важно, не мораме да бидеме упорни. Сме толку мали што на картон тие не може да не видат. Да, не треба да молиме да влеземе таму, не. Не мора да бидеме досадни. Досадни да бидеме за да успееме да влеземе негде, да привлечеме некој да дојде или ние негде да влеземе. Тоа мора да биде секојдневна работа на наша дипломатија.
Оти вака не те гледа никој. Колку сакаш визит карти дели. Кој ќе види картата не може да види Македонија, кој картата на светот не може да види Македонија, нема. Му треба лупа. И тогаш оваа внатрешна опозиција, не мислам опозиција како опозиција, партија, туку внатрешна опозиција која што се противи на се живо и диво, која што е правоверна условно кажано, треба едноставно да се да се игнорира. Па нема друго со нив. Јас тоа велам, ја не верувам дека тие луѓе се глупи. Нема глуп човек. Ама им одговара во моментот. Ама им одговара во моментот. Ама ако влезам јас да се расправам за такви работи, зашто губам времето? Нема причина да влезам. Не може. Може да разговараме за сериозни теми. Што има аргументи и контрааргументи. А не може да разговараме ако некој излезе на улица и река види го кај отишол и што прави. Зашто би разговарал со него? Го игнорирам. Нема што да разговараме. Ние тоа треба истото и тоа да го научиме. Ние знаете дека се палиме на карток фитил сме ние. Тоа е чудо. Ова е жива вистина. Ако размисли човек, еве да ги земеме протестите. Тука морам да споделам со вас. Во Грција има насилни протести. Јас не знам кога год имам чувство кога год ќе пуштам вести некој тамо негде нешто. Да, тоа е или Франција и Грција, тоа е во Франција, тоа тамо се овакво и животот оди понатаму. Кај нас се собрале 20 души, 50 души, 200 души, ние сите сме на една ситуација леле. Ама тоа имаат право да протестираат луѓе, имаат право да галамат, да се покажуваат свој, ама не пропаѓа светот заради тоа. Ама тоа ви кажам, ја велам затоа што ја мислам дека ние тоа мораме да го регулираме, не знам, са мораме тежок збор, нели? Пожелно би било, е најдобар. Ова, не можеме да ги решиме тие прашања дека не го расчистиме идеолошки, не се расчисти состојбите во политичките партии. Тоа не е голем проблем. Не може да вие со толку кус фитил секој са бале нешто ќе се чуе. Не знам, ќе излезе дека Драган денеска сака да демонстрира и сега Јован ќе излета одма и почне да плюка против Драган. Абе остай го човекот, што сака нека прави? Нека се избори пред влада, да. Не, ние сме на вистина сме многу и затворено општество. Ние не можеме да прифатиме разлики. Ако сакам да демонстрирам, секој ден ќе демонстрирам. Нема потреба да, ако сакам да ова. Затоа важно е оно што ќе излезе со сериозен предлог или со сериозна критика за нешто, да се сослуша и да се седне да се разговара со него. А такви, нели, платеници, да ги наречам, да не ги навредам никој, да не навијува, иако и ова е навредливо, тие што по цел ден само тоа го работат, тие треба да ги игнорираме. Меѓутоа, ако имаме ние сериозни размисли, сериозни дебати, треба да се организираат, треба да се прават, тоа е многу важно. Вака, ништо нема да направиме. Трошиме енергија, а кој ќе ни ја врати таа енергија? Вие ако денеска цел ден се расправате со еден куп луѓе, вечерта кога ќе дојдете вие сте преморени, вие креативно не може да размислувате више. Немате мир, собствена мир немате. За да може да се сконцентрирате и да размислувате нешто креативно. Тоа е сериозен проблем исто. Да. Има уште еден елемент тука што е многу важен, ево нека биде последно прашање за вечера, а тоа се многу големите очекувања објективно на јавноста. Да, ако се согласиме дека сме уморни од се, од сиромаштија, од корупција, од криминал, од Европа, од промашени ветувања и така натаму, народот сака одговори и решенија веднаш и сега, а не е возможно да се дадат. Некаде може и може, ама генерално големите особено не можат. Веројатно тука лежи тој момент на нелагодност во целата работа. Народ сака да види брзи и квалитетни решенија подитно. Ама тоа е исто така проблем, сериозен наш ментален проблем. Народот секогаш сака, во секоја држава народот очекува од државата, нели? И тоа моето прашање е што народот прави за државата. Тоа го немате. Ова малку Кенедиевски. Ама не Кенеди, ама да, ама која енергија ја трошиме во не сакам погрешно ви разбрам, која енергија као народ, као граѓани на оваа држава ја трошиме во кажување што ние све сакаме, а никогаш ништо сами не допринесуваме. Почнувајќи од фрлање сметка што треба. Да. Тоа е, значи, кај нас е сериозен, ја не можам тоа е работа нели на други професии, ја не можам да го дефинирам. Пазите, вие за жал Кочани е најдобриот пример што можеше да ни се случи. Имате од јавашлук загинати луѓе, значи тоа е за мене е јавашлук, тоа е невидена страшна работа и во истиот после 12 сата вие имате државен систем што функционира безпрекорно. Точно.
Тоа значи самата држава, самата нација има две лица. Тоа истото и со ова. Навистина е така. Јас сакам да ова да го направам, да го направи државата, ама ја да не се помачам. Па ако ние заеднички не постигнеме заедничка цел и решиме, не сега сите, не можеме тоа да го правиме, не живееме во такви времиња, меѓутоа, ако мнозинството одлучи дека сакаме да идеме кон Европска унија, во тој случај секој ден треба да си својата улога што има во таа, сигурно не можеме да бидеме сите премиерна држава. Не, нема своето баш ама така. својата улога што се имаш во општеството одиграе на тој начин. Можам на време да доаѓам на работа и да имам сообраќајна култура и што и да е. И да чекам ред во банка. И тогаш имам право да барам од државата ова. А не јас се што можам да направам ќе направам спротивно. И потоа државата ми е крива. Не може тоа така. Зашто државата мора од негде да црпи таа енергија. Затоа велам, се враќаме на почетокот, фактички, многу е важно да се обликува општеството. Да се најдат инструменти, да се, мора да се вложат и финанси, сигурно во тоа работа, и да се разговара со медиумите или евентуално, не знам сега, да не ја ширам ја приказната, не сум тој што треба тоа го каже, меѓутоа, да имаме дневно, да го моделираме општеството и да работиме на подигање на свеста. Паралелно со образованието е една работа, и тоа. И многу други работи што треба да се направат, за да луѓето се почувствуваат горди дека се припадници на оваа држава и најважно да вложат труд за онаа заедничка цел што ни е, ама од друга страна тој труд треба да некој да им го валоризира. Ако вие се мачите секој ден, доброволно сте одлучиле дека вие сакате ова да го направите со државата, и ако гледате дека никој не ви го тоа признава и не ви го валоризира, кај вас се појавува гнев. Што е природно. Затоа постојат системи на кој начин тие луѓе да ги наградиш, на кој начин тие да им се заблагодариш и така натака. Затоа велам, многу работи треба да ги научиме, за да научиме како се владее со едно општество. Јован Донев, амбасадор, да завршиме фактично со оваа добра порака од ваша страна. Ви благодарам за вечерва што го сте. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Несомнено добри пораки испрати амбасадорот Јован Донев. Се зависи од нас. Ако сме искрени, можеме да се вадиме на ова или на она, но на крајот на денот ние сме тие што одговараме за својата судбина. Утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.